6 деца од Виница во рок од недела дена биле хоспитализирани заради пролив, повраќање и висока температура, и кај сите нив кои се на возраст од 1 година, 4, 6 и 8 години е изолирана бактеријата Салмонела. Децата имаат труење со храна и дел од нив биле задржани на инфективното одделение во Штипа, некои стасали и до Скопје, но според надлежните изворот не е од едно место. Состојбата на сите пациенти е добра. Голем дел од нив, односно 5 од хоспитализираните пациенти се пуштени на домашно лекување, значи уште едно дете е задржано на лекување на инфективната клиника во Скопје. Состојбата постојано, перманентно се прати. За изворот на зараза, со сигурност не можеме да потврдиме дека станува збор за некое труење за храна кое што всушност е и самата салмонелоза, затоа што случаите се неповрзани. Има деца кои што одат во градинка, има деца кои што се во училиште, има и еден повозрасен пациент, така да некоја поврзаност на сите пациенти кои што е изолирана салмонелата не постои. 3 од децата кои биле хоспитализирани одат во градинка, веднаш се преземени мерки со контролни прегледи, земени се брисеви и копрокултури, како и мостри од храна. Упатени се и препораки за подигнување на хигиената на повисоко ниво во објектите. Од вчера на инфективното одделение во Штип се пријавени уште нови 3 пациенти од Виница со истите симптоми, но салмонела кај нив не е изолирана. Салмонелозата спаѓа во групата на бактериски инфекции, кои што се карактеризира со еден нагол почеток или период на инкубација е краток од неколку сати, од 6 часа до 48, може и до 72 часа. Значи клиничката слика многу брзо се развива после заразата со салмонелата, која што рековме е бактериска бактерија, која што ја предизвикува таа салмонелоза, која што е пропратена со една симптоматологија на малаксавост, пролив, повраќање. Во Виница во последните неколку години периодично изолиран само по некој случај на труење со оваа бактерија, која воглавно се пренесува меѓу луѓето кога тие јадат недоволно сготвена храна. Салмонелата може да се пренесе од едно лице на друго преку рацете на заразеното лице, а може да се пренесува и од животни на луѓе.